nešto konkretno. Добре ми дојдовте во нешто конкретно. Денеска прашуваме каде се кријат добрите прилики. И оние партнерските, и оние животните, и оние бизнис прилики. Велат дека успешен маж е многу подобра прилика отколку успешна жена. Разведен маж е исто така подобра прилика отколку разведена жена. Но се вели дека онаа жена која што е финансиски независна и стабилна е многу полоша опција отколку онаа жена која што помалку заработува. Денеска ќе прашам и дали шансите да станеш добра прилика ти се зголемуваат со образованието и со естетските корекции или сепак си играш со судбината. Оваа тема е иницирана од жени, па затоа поголемиот број од гости ќе бидат мажи и ќе утврдиме кој е тука добра прилика, а кој можеби има лоши критериуми. Еве ги гостите. Таа е актерка, но и балерина. Незиниот глас често го слушаме во сериите, а глумела и во приказните. Како гледа таа на животните и партнерските прилики? Дали добро изиграла или нешто пропуштила? Катерина Шехтанска. Според неговото портфолио му се погодиле приликите. Беше и вице-премиер и амбасадор. Ама дали сам си ги создал или сепак тоа е судбина? Слушаме од професорот Васко Наумовски. Тој сменил многу животи, кои од тие промени донеле шанси за напредок, а кои не биле добро искористени. Зошто доктор секогаш ќе биде добра можност за женидба и дали приватното е подобро од државното, слушаме од доктор Роберт Стојовски. Што и да кажам за него, мислам дека веќе го знаете, затоа што го гледате секој ден на Телма. Никој не е како Ненад Ѓоргиевски. Добро ми дошле прво да кажам. Добри ли сте ми? Супер. Добро. Васко, ти си за прв пат да знаеш дека е многу страшно. Да. Собирам сила да се надевам дека добро ќе помине. Добро. Овде ти е приликата да го надминеш страхот, да знаеш. Добро. Како сте ми? Мислеш за тоа. Другите сите по 2 пати, 3 пати? Да. Ја втор пат сум и многу ти требаше да ме викнеш втор пат, да ти кажам. Првата сезона тоа беше многу одамна. Да. Како си се покажал? Добро. Ќе се потрудам повеќе. Ајде веднаш да прашам, зашто сте вие добра прилика, а зашто сте лоша прилика или добро друштво, односно лошо друштво, не знам. Например, јас сум лошо друштво за во кафана, затоа што ниту пијам, ниту јадам, ниту пеам. Затоа и не те викам, не? Знам. Побелете, ајде. Дамата? Јас зашто? За добра прилика Да не се знам. надоврзаш на истражување во кај жени. За добро друштво знам, затоа што сум забавна, затоа што сум опуштена. За кафана не сум, затоа што јас не пијам, ама јадам. И повеќето од песните кои што сега се пуштаат во кафаните, мислам што ги свират во кафаните, не ги знам. Инаку за прилика, топ сум си, мислам, што би било лошо да кажам дека не сум добра прилика и би звучала многу лажно и нескромно доколку кажам дека не е така. Добро, одлично. Ајде. Што да кажеме? Не знам дали ја се натоварзам на ова или... значи. Исто така, како што кажа. Ајде. Добро друштво за спорт, кафана, лошо друштво за кафе, не можам да седам и да зборам долго. Значи, на некои теми. Негде кај што треба да се кјути, исто лошо друштво. Прилика, па не знам дали сум добра прилика. Тоа вообичаено треба да го мислам дека луѓето од страна треба да кажат за некој дали е добра прилика или не е добра прилика. Па имаш професија која што автоматски те става во добрите прилики. Доктор? Можеби. А можеби не. Добро. Зависи, нели, за докторите и нема толку добри мислења за фамилиарни дали се или не се, така да
не знам дали е добра или лоша прилика. Тоа се стереотипи, не се. Така да, така, стереотипи, добро. Океј, ќе видиме дали ќе ги разбиеме. Истражувањава, да. Твоите истражувања да видиме какви се, иначе ние вака. Моите, добро. Ајде, Нено. Ајде јас. Ајде ти, зашто си Па тоа? валда сум добра прилика, мислам како ќе ме видиш. Па не толку ја во емисијава, се одјавувам, сега Не, другите гости. зашто си добро друштво ти? Значи, За во кафана, за разлика од вас две, јас сум прв. Кафана, музика, веселба, ако сакате веселба, викнете ме. Добро, а зашто си лошо друштво? Каде не те бива? Па кај што треба нешто сериозно да На биде. која територија не Кај што те треба бива? да бидам сериозен. Би бил добро друштво да речеме да одиш на доктор со некого? На доктор? Да, за да го Не, поддржиш. јас имам фобија од крв. Паѓам во НСС, не можам, веднаш ми се лоши кога има такви ситуации, нели, Нашиот доктор не е здравствени, страшен. не дај Боже, Па не, овој се такви работи. Кој И е? он има крв. Како мислиш нема крв? Па некој секој доктор има Со крв. магија ја правам. Така да јас со доктори не се дружам, одма да ти кажам. Едно мене. Никако. Добро. Ајде, Васко, еве те оставим за крај, за да ти помине Да темата. ми помине темата, да. Па мислам дека истражувањето од дали некој е добра прилика и зашто е добра прилика треба да се направи кај оние кои што се негови блиски познаници, пријатели, односно дали сте добро друштво за нешто или не, зависи од луѓето со кои што сте. И истовремено, дали е кафана, дали е, велите, на доктор или спорт, патување и така натаму, мислам дека добрата прилика, како што каже и Ненад, зависи од останатите. Дали ви убаво ќе си поминете или не, зависи од друштвото во кое што сте и најпосле дали сте вие добра прилика за нешто покажува дали и колку често вашите пријатели, познаници ве канат на разни такви настани. Значи ако Тебе сте колку често те канат? Па можам да кажам дека има доста активности и не секогаш стигнувам на сите од нив. Така што мислам дека ако сте добра прилика, тоа само ќе се покаже во зависност од тоа колку ќе ве канат на такви. А зашто си лоша прилика? Никаде да не те викаме, зашто? Па веројатно на лоши настани со лоши случувања. Па таму никој не сака да оди. Имено, за таму се сите лошо друштва, така што веројатно јас сум таму лошо друштво. Добро друштво се ти за на доктор, знаеш да дадеш поддршка? Па, согласно приликите, имаме своји блиски, семејства и така натаму. Мислам дека мора да одиме некогаш во нечија поддршка и на тоа. И мислам дека доколку ве поканат да бидете придружба на доктор, веројатно многу му значите на тој или таа. Ако не се онесвестиш пред време, Не, мене нели? друго ми се врти во глава. Каква прилика треба да бидеш за некој да те викне во друштво на погреб? Не на погребе. Некаде мора и Каква прилика треба да бидеш? Па не, пошто доктори ме почна нели за на доктор, за на... Океј, добро, премини на друго истражување. Има луѓе кои што не се за таму. Не мора да е прилика, него друштво. За каде не се? За на погреб. доктор и за на погреб. Океј, Па нема прилики за на погреб, па мајте. добро. Ајде да видиме сега кратко и јасно, треба да ми одговорите. Ако е интересно, ќе го продискутираме, а ако не, тогаш само го одговарате, односно одбирате еден од одговорите или. Забавно е, значи не е нешто сериозно. 3-4 сега. Не ме гледај така. Не, да укопчаме, имаш игри си, ајде. Ајде. Значи, која е подобра прилика? Да е глуп, ама снаодлив? Или да е паметен, ама смотан? Ајде, Шектанска. Ете така се погодил некој? Јас, например, ќе гледам како изгледа, овие другиве ќе ги занемарам работи. Јас сум Немаме поиша таква за... опција. Ако е убав и тоа можам да... Кажам сака дека е. Убаво проаѓа. Добро, ајде идам на друго, добро. Сега ова е за мажите. Да, ако е неубава, Добро. ама е шармантна, кога зборувам неубава, за вас критериум, или да е убава, ама да нема никаква харизма. Која ќе одберате поправо? Ајде, Васко. се дека има добра душа. Мислам дека ќе биде одбрана. Добро, тако, добро. Но сепак ако треба меѓу двете да се бира, би го одбрал веројатно првото. Значи да не е убава, ама да е шармант. Да. Кај и ти пак ќе си ја направиш. Па ќе си ја направам, на тоа и мислев. Ќе си ја направам убава, а иначе за шармантна не можеш да ја направиш. Пошто вазна не купувам и јас се одлучувам за првото, така што ништо не ти... Добро. Значи првата не убава, ама шармантна, Така да, е, има па- повеќе шанси да. Убава...
Ама да нема. Вазна, цвеќе, Добро. цвет. Добро. Без харизма. Океј. Сега, што е подобро да имаш? Зет доктор или зет професор? На никого не алудирам. Доктора. Зет Ја. доктор или зет професор е подобро да имаш? Нека биде доктор бар да работи кај мене да го учам, Да ако може е професор би многу ќе објасне. Да. Знаеш, све ќе знае он, пошто ја не сум професор, значи никош ништо нема да знам и така. Подобро доктор. Доктор да биде добро? Идеално е професор доктор. Така што ќе ги обедини и двете, и академската и докторската работа. Освен ако не се мисли на доктор по медицина, макар што и тој по таа област може да биде професор доктор. Добро, добро одбрано. Кај тебе? Ние одиме во годините кај што доктор треба во секое време, така да ја би се одлучил. Зетов доктор да биде. Доктор да биде. Добро. Кај тебе? Како? Оставам сама да се одлучи. Што повеќе ќе се фалиш? Зетчево доктор или зетчево професор? Па не знам, не сум размислувала на таа тема, Не затоа беше што ја размислила. секогаш ми било глупаво кога ќе ги слушам по старите како разговараат и кога кажуваат зетовците што им работат и дека тоа е некаква титула за ќерката со кој се омажила. Повеќе би се гордеела ќерка ми да биде или доктор или професор отколку зетот. Сега, Стварно? јас така размислам. Па, ја мислам дека треба И да се... добро, што би се одлучила? Да биде доктор или професор керка? Па, ќерка ми да биде? Па еве, ако зетот више не е битен. Видиш. Доктор. Ете, добро решено. Има кај да си прашаш колку апки да Кажав. испиеш. Кажавме добро. Добро, окей. Сега, зет бизнисмен или зет мајстор е подобра прилика да ти се погоди дома? Мајстор. Мајстор, а? Добро. Веројатно мајстор исто. Мајстор, а? Бизнисменов? Ќе биде поприсутен дома мајсторов отколку бизнисменот. Широка тема е сега ова. И па Сега, зашто бизнисмен, широка? Во која смисла, што, како? Добро, ако Са има не хаус прашувам мајстор, ако е мајстор, негово зашто или него? некој такво, да. Ма мајстор, Нема па и хаус мајстор исто, мајстор. знаеш. Мајстор. Сега. Мајстор. Мајсторот може да има све мал може бизнес. Да. Мал Мајстор, бизнес. да. Да, најбољи бизнес. Најбољи бизнис има мајстор. Да, 20 Па и да, во денешно време нормално дека Бизнисмен еве да се занимава со некаков бизнис, нешто за услуги и така натаму. Консалтинг, да речеме. Мајстор, мајстор. Мајстор, мајстор. За мајсторот секогаш ќе има побарувачка. Ама не е убаво зето да ти го бараат. Не, добро, други да, нека не го девојки. барате. А ако го бараат за Ќе му работа? биде одржлива професијата. не, ние си го свртевме муавето, тоа што ќе ни треба на нас, смера. Нека биде мајстор, ќе затреба. Добро. Ова како докторот. Мајстор, мајстор е подобра прилика, добро. Кај тебе, како е? Бизнисмен кој што ќе биде способен да направи све сам и да не треба да вика мајстор. Нема тако. Или мајстор со своја фирма, Има. бизнисмен. Не ми треба мајстор со своја фирма. Маш, без разлика што работи, што ќе биде способен све да направи сама, да не Пробирли. биде кој да не знае шајка да закова. Ти многу пробирлива за Многу ги зето. помеша работите сега, чекај малце. Значи Зетов нема да го викнеме ние за да промени Ти шо си денес, зашо дојде за да дебатираш со мене? Не се разбирам. Само да ти кажам. Ти кажав што би сакала. Зетов нема да го викаме цијалица да менја, значи ние збориме за мајстор, баш мајстор, нешто што не можам ја да направам. Бизнисмен или мајстор? Да. Бизнисмен. Добро. Тој не знае што. Што знае да Да смени да цијалица. смени зјалица и бушон. Добро, ајде. Греана сарма или тазе сарма? А тоа знаете што значи, нели? Или не знаете? Греана сарма или тазе сарма? Просветлина. Знаеш Сарма е ли? сарма. Не. Не? Очигледно не е за јадење. Не е за јадење, да. Да. Греана сарма или тазе сарма е генерално дали греана сарма е да се вратите на бившиот или на работа, на све, или тазе сарма. Јас знам за растурена сарма синоним, ама ова за греана и тазе. Тоа е тенчо, е растури куќа, па растурена сарма. Таа не е у категорија. Растурена сарма, не знаев дека е тоа. Абе кажи си со наши зборови, што сега, дали се враќаш на бивши Да, или не? дали поранешните па и нели бизнис прилики и поранешните партнери се добра можност или во суштина треба да си бараш нешто тасе. Веројатно греаната сарма е повтор пат за греана, бидејќи Пошто ако е трет пат не е кога за... била тази, ако не била изедена, не знам зашто би се враќале. Така. Значи ти си за тазе сарма. Секогаш е тази сарма посвежа, подобра и повкусна. Добро. Ајде. Во мојата ситуација е греана сарма, али се ако би се прашал, може би да се сарма. Добро.
Добро, ете си кажа. Шеhtанска, ти ќе Не се сум тука ја денес со прашање. Идем со сарма на детајци. Скупи ме, ќе бидам само декор денес ако може. Ова со сармала. Знаеш како има една шала, тоа е Господ ги враќа некогаш бившите да види колку си глуп. Ете, добро. Да види дали Се е уште ти кажано. држи желудникот. Добро. Се е кажано. Не, јас сум од тие тераме. Сака ли да нова сарма, мотана, направена. Само не растуран, смотана растуран. убаво и зацврстана. Добро. Си. А од возов ли сте ли? Од штавел. Од раз. Штавел. Добро, чекај сега. Добро одржана и разработена, како и да го сваќате тоа? Што бре, што? Или не, Што? не отпакувана ганц, нова, меѓутоа не знаеш што ти носи. Како и да го сваќате, тоа може ти како личност, може ти како нешто ново и пижама, така. и пижама може да е. Може доручкувана си да. Нешто. Абе сега што е подобра прилика? Не и давате да јаде, а? Не и давате. И ја терате тука цело време да седи да снима. Браво. И не знаеш што збори девојчево. Ајде после имам сериозните прашања сега да ме Еве разберам. мачки ме прашувај ги, они се за растурени за ваква, ајде. Нова гланц или? Дали е подобро тоа што е разработено, си го знаеш што и како или нешто гансно? Видите, ти пушти, си го Не, знаеш? ако збориме за кола, еве како што кажа, Така. Многу мислам општо, дека е да. нова секогаш подобро. Има одреден ризик нели тука, ама има гаранција. Кое најчесто. годиште? И за пижама, ако зборуваме, За нели, пижама, не која е пижамата, ако зборуваме, нова, Нова. Не, не спиена. па подобра е спиена пижама. Зошто? Па така некако поубаво, Што е подобро? помеко е. А па отпакувана од фабрика. Ајде, Роберт. Малку возена. Од баба земе. Од баба ја возела. Баба ја Само на автопат возел. Втор да видиш, мислам, што возел. Така, така. Тоа со маж дефинитивно и ја би размислувала така. Да, Да, како маж, да. втор треба да. Дефинитивно да е свртено кругче едно-две околу град, онака, колку толку, пошто Е, Да се да, упознае. затоа што вие, например, па поновиве, па не знаеш па кај да стиснеш, шу да стиснеш, па знаеш некако и така. и Ајде следно овие прашање. поновиве побрзо се расипуваат. А, па, леле, ма Зависи колку ако има си. многу електроника. Може новите да бидат и многу добри, ама како маж кога би размислувала и ако правиме, например, муабет за кола, Добро. би сакала Ако да е речеме. кола која што има поминато не многу, баба да ја има возено, не многу голема километража, затоа што па после ќе сака да одмори убаво. Нема да сака да вози Вие многу. знаете бабите сега колку возат коли? Не знам сега за тоа. Тоа е старо баба ја возела. Стара баба, да. Да не е хибрид, 230.000 ги продаваат, баби ги имаат возено. Да не е со батерија, затоа што ако се потроши батеријата, после... И да се над знаеш, 2000 и да не е сега, не. автоматик, многу е лесна за возење, знаеш. Поле мануел. Се договоривте? Не бе, ова е опасно со докторов, не зезај. Да ве смениме со седењето? Не бе, ова е страшна работа. Не, не. Добро. Како Да е оштетена, размислува. ама да не е тотално оштетена, да не биде... Да. Каварисона Се уште да може да е во возно состојба, да ги завозила, зборувам. Да. Малку разочарана. Малку Одма ќе ја разочарана. следи, ќе ја направи, кој ќе... Знам, и Возна. одма психа ќе ја удри. Возна состојба да е, за да може докторот да ја врати километражата. Да смени некој дел. Па така Убав не заклучок. ти Шоу, не те знам Долеш. ваква. Ајде, после друго. Не, сега идеме на Забавна си денес. озбилното. Забавна си денес. Девичкувана. Ајдеме сега на малце по-озбилно. Добро? Сериозно ова беше? И ова беше шала? озбилно, да. А, Ајде идеме да видиме сега како вас ве советувале каква прилика треба да си најдете и кога треба да се запишете на факултет и кога треба нели да си терате во животот. Оти за жените и за мажите поинаку се советува, нели? Кога викаат на жена и викаат да си одбереш факултет да не трае долго, за да имаш време да се омажиш или да си се вработиш нешто кое што ќе ти овозможи да си седиш со децата по дома, така, и да си најдеш добра прилика, нели? Односно богат маж. А на мажите им викаат учи, студира и жени се. па Верили? пошто сум кирка на глумец израсната во театар, немав такви некои стереотипи, плюс сум дете од мали нозе на сцена од со балетот и
ми беше задолжително само факултет да завршам, затоа што тогаш во тоа време во балетот немаше факултет тука кај нас. Мораше да се оди надвор да се студира, само тоа им беше битно, да завршам факултет. А за прилика нема многу шанса да збора, затоа што јас уште од мали нозе се и така. Уште од мали нозе Се запозна Се и омажив. се зедоа. Се омажив и не продев и се омажив. И така, и тоа. Добро, а тоа кога имаш татко актер, значи е добра можност да напредуваш или се не. смета како лоша можност? Како лоша. Тоа е мач со две оштрици. Во секој случај е нешто што, например, доколку родителот со некој си има подкарана, не го сакаат ни детето. Враќаат на детето и тоа е многу лошо. Доколку, например, некој го сакал, ме сакаат и мене. Тие што не го сакале него, не ме сакаат ни мене и лошо е тоа што каков актер бил он, некако сметаа дека јас треба да сум тука негде на некое негово ниво. Ти даваат можност да се покажеш дека си подобра од Не ти него или не? даваат можност Не ти воопшто, даваат него како можност. сметаат како е родителот, така треба да биде и детето. И е опасно затоа што и додека студираш, нели, тоа е ФДУ е сега има само уште еден плюс приватен, зашто е факултет кај што се една бранша, едни луѓе собрани, како секта се сите. И многу е забавно и студирањето, затоа што кога ќе се запишеш таму обично не примаат само 7 души. И нели коментарот е дека сум со врски, кирка на глумец. така. Иначе многу потешко го имам завршено факултетот отколку било кој од страна што има дојдено. Многу потешко се имам и вработено и многу потешко функционирам отколку било кој друг. Така да тоа е срушена тема онака за дискусија кога ќе кажа дека како деца на глумци многу повеќе функционираме обратно. Така, Роберт, ти имаш ист случај, нели? Сличен случај, да, моите се доктори, и татко ми, мајка ми. Исто, како што кажа Катерина, Катерина, да. Мислам дека секогаш на медицински факултет те гледаат како син на некого. Повеќе ти прави проблем, затоа што поготово ако се успешни во некоја бранша, имаат повеќе непријатели од пријатели. Секогаш ќе бидеш, ти си тука ради тој и тој, па затоа се одлучив приватен сектор да одам, па искрос различно од тоа што беа моите, за да можеш да се докажеш и да се реализираш и да видиш докаде ти се можностите. Ја ден денес секојдневно, буквално секојдневно учам, имам цели и мислам дека во секој сегмент може да бидам подобар и подобар. Затоа што интересно е на тој пец. Ако застанеш до негде, не само што ќе те поминат другите, туку станува монотоно идењето на работа. А ако пробуваш нешто ново, ја мислам дека секогаш така сум и воспитан од дома, дека можеш да бидеш све што сакаш, ако се трудиш доволно. Секоја можност, се околу нас има полно можности. Но дали ние ќе ја зграбиме таа, све зависи од нас. Ако се осеќаме самоуверени, ако се цениме доволно самите себе и веруваме дека може да ја зграбиме таа можност, секогаш вреди да се проба и да излеземе од онаа комфорт зона. Ако не излеземе од комфорт зона, јас сега можеби ќе бев во државна болница, ќе требаше да молам за утре да имам оперативен ден, да внесам случај, како што е во сите клиники во државно, без разлика кои се партии или не знам што, или ќе требаше да молам, ќе требаше да молам амбулантан, јас потешкиот пат го фатив и многу сум среќен поради тоа и ги советувам сите дека приватно е подобро од државно. Не подобро, него можеш да се реализираш оно колку што ќе се посветиш. Може да биде многу полошо. Од тебе зависи. Може да биде многу полошо, ако си мрзелив, ако сакаш да пиеш у 9 кафе, у 1 веќе да си дома, а успут да ги однесеш деца на школа, да ги вратиш и градинка, тогаш е многу полошо приватно, затоа што ќе не можеш ништо да си дозволиш и нема да бидеш среќен. А ако си од оние кои што сака да се напреварува сам со себе, тогаш мислам дека приватно секој сектор е подобар. Така, твоите што ти викаат? Добро е што одлучив да... Немав поддршка за приватно, искрено, да, затоа што се друга генерација. И нивните генерации мислат дека сега не верувам, исто и брат ми не е приватен сектор и мојот брат е успешен он работи прехранбена, со храна работи.
прехранбена индустрија, успешен е во својот сектор. Мислам дека грешка прават родителите, не знам сега како е, што ги тераат запосли се тамо, Така. да си имаш сигурна работа. Јас сум повеќе како странците што викаат иди на улица, бори се и покажи се колку вредиш. Така. Затоа што друг да те бутка е најлесно. У приватно нема бутка, знаеш само. Знам. Васко, на државно како е? Сум работел, јас и приватно и државно. Можам да кажам дека не сум добивал некакви сугестии од родителите каде да се насочам. Дури јас се сеќавам за последипломските студии, јас студирав мастер студии во Германија. Моите родители не ни знаеа дека сум аплицирал, дека сум се запишал, се додека не беше се финално, практично неколку недели пред моето заминување им ја соопштив таа вест и веројатно така мислеа дека не треба многу да не држат строго ограничено, туку да ни дадат некаква автономија, самите да си го изодиме патот. И како што кажавте, да бидеме во можност самите да си ги создаваме приликите, затоа што понекогаш, знаете, има една изрека, приликите често пати се пропуштаат затоа што се маскирани како нешто каде што се бара многу работа. И сега, доколку сами не ја создадете приликата, многу ретко самата ќе ви се, условно речено народски, ќе ви се поклопат сите коцки во мозаикот, без ваш придонес и ваш удел во тоа да имате некаква прилика. Истовремено надоаѓаат прилики. Мислам дека може би треба да се чека вистинскиот момент за да се искористи, да се прифати вистинската прилика. Најчесто тоа не е првата прилика што ќе ви дојде блиску до вас, но истовремено да не се тактизира премногу за да не се испуштат сите прилики. На крајот Широко да се отворени остане, очи, така, па и уши, да слушнеш и да видиш. Мислам дека уметноста е тука да се најде моментот кога и која прилика да се прифати. А добро, кој ве учеше вас да ги препознавате приликите или животот ве научи на тоа? Конкретно мене животот, тебе да, животот. иако нели ме советува од дома, но како што спомена нели таа генерација, тоа време секогаш се тежнееше сигурна работа, школа и така натаму. Нова па ново време, она што ми пречи е па многу слобода им се дава, па затоа не им одговара ни мажот, ни сопругата, па сите се разведени, па некоја мода и така натаму, така што ќе стигнеме до време каде што мама, тато пак ќе треба да одлучуваат кој да ти биде зетот или невестата дома. Значи, од толку многу слобода, нели, демократија во избор, така што би требало веројатно да се средина некоја да се најде. Затоа што сепак советите на родителите се многу битни, затоа што тоа го зборуваат од животно искуство. Ајде сега да видам во однос на тоа што ми беше најавата дека успешниот маж е многу подобра прилика од успешната жена и дека во суштина многу повеќе успешни жени се сами, а многу ретко се случува успешен маж да е сам. Тој дури понекогаш има и по 2-3 брака или така натаму. А успешни жени баш сами периодов многу се среќаваат. Зошто се случува? Веројатно заради тоа што многу од времето го посветиле за да бидат успешни во својата работа. И не си го посветиле времето за да пронајдат сродна душа. Може би тука се лежи одговорот. Не знам, знаеш, има различни гледишта, но а од друга страна, нели, успешен маж и успешна жена е прилика која што нели секогаш одлична за некој да ја запознае, нели, и понатаму да почне живот, но како и да е, верувам дека кај успешните жени малку постои оној страв кај мажите да им се приближат заради тоа што се успешни. Па верувам дека е заради тоа и тој проблем. Добро, ајде да видиме. Додека кај успешните мажи, нели, секогаш се обкружени со дами кои што сакаат да бидат дел од нивното, секојдневие. Што ми гледате Или успешните жени, јас би рекол, успешна жена сака секогаш да има покрај нејзе сепак некој што е поуспешен. И се намалува одма многу бројот на мажи кои што може да пристапа. Да, нема избор. А колку е она на повисоко скалило во успешноста, толку се помалку мажи кои што може да бидат нејзе таргет. Збориме она што сака и на секогаш може она да има маж што е на пониско скалило од нејзе. Но дали она го сака тоа е прашање што вие жените треба да го одговорите. Тоа не очигледно според статистики и истражувања. Вашата статистика што кажува? Нашата статистика тоа кажува дека колку жената е повеќе поуспешна, значи толку и растат критериумите и се намалува точно изборот затоа што
процентот на мажи кои што можат да бидат поуспешни ако жена заработува, не знам, 3000 евра во Македонија или 5000 евра, процентот на мажи кои што заработуваат 5000 евра, а се сами е многу помал, нели? Не, ова со евра, не би го ставил под успешно, нема врска. Ама ете, да речеме некаков критериум, или жената ако не може да најде нели партнер, обично се случува да вика, добро, ајде ќе земам друг факултет, па ќе докторирам, па ќе магистрирам, па ќе се едуцирам. Си поставува цели. И на крајот ќе рече, што јас со факултет ја едуцирана, ја до него ли да го земам? Па нели така? Преквалификуван. Overqualified. Така, Ја имам да. дома преквалификуван. Добро. Па да, ги заврши сите могучи, не знам, докторати, што се така. Ама она е мажена, не спаѓа во вака. Да, не спаѓа, да. Не спаѓа во таа категорија. Васко, какво е твоето мислење на Ќе тоа биде дека проблем за успешните? следен. Да, така. Тоа е. Нема да најде следен. Тоа е доброто. Проблем Нека те ќе има држи следен. таму. Многу е квалификувана жена. Не, види ние како Дај ние во така да ја емисијава, кажем. Ќе кажам, како експерти сме незаменливи, Да, така. Слушам само, ја нит сум жена, нит сум успешна. многу така да- Пратам многу само што квалификувана збори. на берза не иде. Ајде повели Не, како не, така не, е. повели. Да. Ајде Васко. Мислам дека тоа тука лежи одговорот, дека многу е мал изборот со кој што се соочуваат успешните жени, затоа што за да биде успешна една врска треба да има релативно блиску да се со успехот и едниот и другиот. Сега, нормално, се е тоа менливо во еден период од животот, некој е поуспешен, некој е помалку успешен, но таа синергија на меѓусобно надополнување ми се чини е клучна и не би се согласил со тоа дека успешните мажи би сакале помалку успешни жени да бидат нивни партнери. Напротив, ја сметам дека взаимниот успех на некој начин е клучен за да биде успешна и нивната релација и најпосле да растат едни со други, да не биде тоа релација во која што едниот ќе го влече другиот на едно да го поставам прашањето, да речеме успешен маж не би имал проблем да земе помалку успешна жена од себе. Но жена која што е успешна, мислам дека би имала проблем да земе помалку успешен маж од себе. Така? Да, веројатно, за да има некој кој што треба да се носи со неа, така ли? Епа, ама тука е нели оној Мислам и дека успешните мажи бираат успешни жени. Ама не мора да е на неговиот ранг, нели? Не мора секогаш да е маж кој што е реализиран, успешен, мислам дека дури би земал и жена која што и не е вработена и не работи, затоа што, нели, смета дека може да го издржува семејството, па може би подоцна ке... Така мислам сега. Ајде, потврдете ми или демантирајте. Малку контрадикторно со претходното, дали ново возило или половно, не може да е успешно и ново. Не, ама да седи дома само и да не работи. Добро, да. Никогаш не би земал таква жена, секогаш би земал некоја жена која што ќе се труди самата себе да биде да се надополнува со мене, да самата себе да се надградува во тоа што го работи, за да биде и нејза интересна, да не се чувствува инфериорна. Значи, Кате, шо правиш? Ме сака, не ме сака, ме сака, не ме сака, ме сака, не ме Декорација сака. средувам, гледам за лепено Добра со прилика е лепо. лоша прилика. Да. Нема добра лоша прилика. Сметам дека за маж, стварно, факт е тоа дека повеќе се плашат од успешни жени, дека потешко и приоѓаат и дека треба да си вистински маж за да можеш да издржиш и истрпиш успешна жена. А тоа дека мажите успешни можат било што да земат е факт, а дека жена која што е успешна зависи до главчето. Некојаш и она може да земе било што, ама во принцип гледаат да биде нешто што е тука негде да им парира, затоа што кога се посветиле себе си на креирање на правење на кариера, на учење, минува време, повеќе време размислуваат, поминуваат и мислам дека тогаш многу добро знаат да оценат и што сакаат, што не. Кога ќе залеташ на некоја возраст и го одбереш партнерот е многу поразлично отколку кога ќе измине некој период на едукација, на правење на кариера, тогаш застануваш, размислуваш и викаш чекај. на сармата. Си Си видел нова сарма, како е шо и се враќаш на загрена. И тоа е. Ме збуна сега. Да, не, види. Што е добро, што е лошо. Е добро, има уште еден феномен кој што се случува, баш тие таквите успешните жени што викаш дека може да се земе со, да речеме, со било кој, затоа што така размислува од типот. Ајде дека се земам и потоа ќе се разведа. Маж успешен така не размисла. Не, жена може да го направи тоа доколку го шета како трофеј. Значи доколку е мажот стварно да изгледа перфектно и да го има покрај себе како
буквално како трофеј. Значи, еве, видете го, мојот маж, што сум зела, што имам, каков имам, да. Тоа ти е баш како додаток, да. Има такви, факт е тоа. Да. И познавам такви. И воопшто не е битно дали, или може и он почнал да работи, ама прекинува затоа што направи, успева, доаѓа до едно ниво каде што стварно веќе нема каде погоре. И сега и тој си застанува и си вика, па сега што да правам, јас тоа е тоа. Ме шета сегдаш што да правам, јас треба се одам да троши време. Исто како и мажите, значи гледа жена која што толку не го интересира, која е успешна, гледа да е убава, кога ќе ја појави, некако ме гледаат. Кога ќе ја појави да покаже која му е жена, без значи не размислува како што кажа докторов сега, да е креативна, да не седи дома, значи и кај неа да има нешто со што прво она сама би била задоволна. Да не биде само да оди по доктори да се боцка и да изгледа убаво. Значи да прави нешто. Има за цензурирање, сега нов закон, не знам дали знаеш. Јас разбирам ќе правам ти. Антиреклама. Тоа сакам да кажам, така да и двете работи ги има. Добра, тогаш таквите мажи што се? Значи, они кога ќе зема таква жена само за да ја шетаат? Се кукавици или се многу храбри, да речеме? Видите, Снежа, тоа е многу контрадикторно исто. Значи има две работи. Едната е доколку тој маж има направено, има земено некоја која што сака да ја шета. Таква е, сега зависи колку ја сака, колку ја почитува. Ја држи само како триумф или ја држи само како не знам, може го исполнува, може ја сака, може не му е битно што работи и како работи. Може му е доволно, како кажа, душата нејзина. Може карактерот му се допаѓа, може го исполнува на друг начин. Добро, ајде. И секој маж различни работи го Маживе исполнува. во нашево студио. Не знам мажи, кажете од кај да знам јас. Ти го кажа прво, ја тоа го прераскажав. Иве прашувам. Не може тоа да се спореди. Зависи зошто Не, ако е сака, ако е сака, ако му е него убава, може би храбар е затоа што знае дека многу мажи околу би ја сакале, од таа страна би бил храбар затоа што он знае дека покрај него има некоја убава дама. Сега дали ја земал само затоа што е убава или затоа што ја сака, тоа е малце поразлично. Да поставиш. Кажи. Колку можат мажите да издржат таква дама околу, мислам дама, девојка, жена која што стварно кога и да влезе, мислам, каде и да се појави сите би се свртале, нели? Ајде. Колку на пример би било пријатно на вас тоа и колку би можеле да го издржите сето тоа или би сакале нешто онака медиум, средно печена сарма за да може да Ја би Пак на сарма, издржувам да. и ќе издржам. Да. Добро, тоа не те прашуваме те. Како кажуваш, значи? Па да. Зошто не? Добро, правиме муабет, значи правиме муабет конкретно, еве, стварно, за жениште кој ќе се појави негде. Колку вас ви е тоа издржливо како мажи? Дали би сакале Тоа е само сите реклама за погледи? мажот. Добро. Тоа е реклама за мажот, позитивно, Браво. Гледаш, они во своја корист пак си ја вртат. Значи, убаво би ти било Јас сите сум да ја успеа. гледаат, не би ти било... Па да. Вас имаш Само карактер. таква и би можела да биде со мене. Добро. Што обично многу мажи знаат, нели? Да, знаат и да не ги... Да се исплашат од таква жена и да кажат едноставно подобро нека биде некоја онака мене што ќе ми одговара за кој ќе влезе да не ја Па тоа гледаат го сите. покажува неговиот карактер. Значи, А зошто да не ја гледаат сите, не разбирам. Што ми се соснавте мене, бе, онака Не, какви не, прашања па ти со поставува. примерот, За јас прашање, Сега бе. правиш статистики некој. Дај, бе, ајде ше колку има. да видиме која статистика на Снежана. Дај да видиме. Чет GPT шо вика на оваа тема. Значи, тој маж што има убава жена покрај себе и која што ја шета е храбар. Храбар. Така, Ако не храбар. сакате да ја гледа, во подруми и никој нема да ја гледа. Тоа е екстремот. Ако сте несигурни во себе и не сакате никој да ви ја Па го гледа, даде тогаш... одговорот. Несигурноста на мажите прави да зимаат такви жени. Треба си ептен сигурен во себе за да можеш да шеташ така. Добро. Апсолутно. Одиме на реклама. Само нека прозвучи нешто конкретно. Значи се враќаме после рекламите. Се врати И- Што се пропуштија за време на рекламите? Тоа треба да се снима. Ама добар муабет. Одличен Отворивме, тоа е точно за ботоксот, за брчките и така натаму. Значи дали се зголемуваат шансите за не знам, за добивање на добра работа, за добивање на добро момче или не знам, некакви други опциони можности ако користите ботокс. Па гледа што ми каже, јас каснам. Значи мене ми е касно и да почнам сега. Ти за тоа немаш улоги. Ништо, ја ни улоги, ни ништо. Стварно е касно.
Значи за мене е касно. Затоа па рекламираш природни препарати. Таму се... Ашваганда. Ашваганди. Да се замири, Да се да. смириш, да? Па замисли некоја... Не, тоа што зборевме и претходно, Така, може да да, кажем да, исто, да. дека јас мислам Така. дека све што е претерано е само контрапродуктивно. Јас никош не би вработил кај мене некоја толкава и не знам што направено на пример друго ќе ти биде? место. Затоа што е негативен пример, затоа што Лош пример. сега тоа што го зборевме дека сопруги би однеле негде каде што се прави да изгледа неприметливо од околината, само да изгледа свежо и природно. Се што е пренатрупано изгледа ефтино. Така. Чип, нешто ако сакаш да смениш на себе и целиот фокус да биде во тоа. Не збориме само за ботокс филер, и за облек, толкави букви напишано, не знам, да не ги именуваме, нели не сме. Да, не. да. Брендови изгледа ефтино, затоа што сакаш нешто да покажеш. Така да исто и со ботоксот и филерот, што не значи дека ти имаш поише пари ако направиш толкава уста. Па, Мислам- добро, ама обично така тоа сакаат да го прикажат, Не, барем оние не, кои не, што ја не. немаат собствената вредност, вредноста ја покажуваат како Не, кога сторите со сакаат да брендовите. сокријат нешто. Аха. Кога сакаат да сокријат нешто. Јас сум анализирал и вообичаено тие што претеруваат сакаат нешто да сокријат. Никој не би сакал да изгледа на друг ако сам себе се сака и се почитува. Зошто јас би сакал да изгледам као некој? Би бил различен од тоа што сум. Може би подобра варијанта, нели ме праша дали сум правил нешто себе? Да, минимални работи. Океј, ама не сум сменил лик. Уште личи на доктор Роберт. Не, тамо работа, јас Да, не да, знам зашто не. мислам, што значи тоа да смениш лик? Многу често. да. Многу Што, често. како? Како? Еве ги идентични се сите. Па еве Донателла Версаче ја кажа. На што личеше претходно? Сега има многу добар доктор, не знам Многу кој е, да, што е, сега е направена, окей, исто нели Адриана Лима и не знам, сменија доктори во време, иначе едно време сите изгледа катастрофално. Тоа ако се сгреши, може после да се поправи? Може, Може да. да се Преполнети поправи, беа, дали беа трендови тие? Беа неубави трендови. Во секој случај не изгледа убаво. Сите кажуваме дека сите тие исти господа, не знам, глумци, Бред Пит и не знам кои дека изгледаат многу убаво. Изгледаат затоа што се умерено направени, во главном се хируршки направени, не се со преполнување, али многу подобра варијанта од самите Така, себе. ама имаш ти случај кај што, например, ти рекол, докторе, фала ти, значи ми тргна во животов или на вистина ми е нешто подобро, и дали имаш обратни случаи кои што, например, па ич не можеле да се пронајдат откако направиле промена? Блага анализа треба да направиш кога ќе дојде пациент, дали го прави тоа заради него или го прави ради околината. Значи во краткиот муабет, колку можеш да доловиш од тоа. Да, ми рекле дека првата варијанта, дека многу поубаво се осеќаат и подобро, веројатно Само да вербат. само довербата е Така кренали на зрачат и повисоко ниво. Како се осеќаш, така зрачиш во околината. Значи ти ако не се осеќаш убаво, џабе ќе доаѓаш кај мене. Да се преформулира прашањето. Да. Значи убавите дека успеваат. Бавите успева. успева. Тоа, да се задумаат Ама за да тоа успеваат. ти е америчка статистика и јас сум ја читал, да, полесно се вработуваат, али не значи дека се препунати, Може да биде и- пренаправат дека Па ако не е квалификувана, дека дојде Адриана Лима, како да ја вработиш? И па ти дадеш нека нешто. дојде ќе дајме квалификација. Добро, ти како пример само можеме Не, да го ке- Секогаш чекај. може да се научи, никогаш Доаѓа не е Адриана касно. Лима, не е квалификувана, ќе ја пратиме на факултет кај вас. Да. И ќе се учи на тој факултет. Нека научи право она и готово. И после Значи нема да ја примиме. Ајде, чекам да завршите со камерите, па ја да прашам, ја кај мене што би направил. Кај мене каква тоа на квалификација. крај. Секогаш кога докторот е тука, сите прашуваат. Добро. Точна е статистика што ја кажа Роберт, дека при еднакви квалификации предност добиваат тие што подобро изгледаат. И нели има кај нас една приказна никаде да не одиш со грд човек и така натаму често пати се Ама не се мисли на грд човек. Споделува Да се мисли грд и внатре. внатрешно и надошно. Но доколку вие не сте задоволни со сопствениот изглед, веројатно ќе зрачите со една негативна енергија. грдутија се. Берете, па, Со грдутија, па така е чиста. наречеме, да. Сега, се треба да биде умерено, докторот е постручен во таа работа и има еден стар филозоф, вели се со мерка, има една професорка ние по филозофија во Јосиф се со мерка, се треба да биде умерено, се што е претерано дава еден поинаков впечаток и често пати мислам дека тие што претеруваат, веројатно имаат некаков друг проблем што не е естетски, туку е за друг тип на доктори. Да. Инаку дали повеќе успеваат тие, мислам дека успеваат и се што јас генерално охрабрувам, се што може да се коригира,
би требало да се коригира, но да се коригира, а не да се направи нешто ново што претходно не постоело. Так. Добро, ако га е во прашање образованието, им требаат ли до толку на жените, да речеме, тие силни докторати, магистерски и така натаму, за да биде... Или силни кубици. Или силни кубици. За кубиците решивме што е. Зошто да не? И како Се е. бира, си го бира начинот на кој што ќе се надоградува и ќе расте. Може да биде во академската сфера. Ние имаме Те прашам, дали е битно тоа со академската ако имаш филер? Или можеш да пројдеш само со филерите? тоа со академското е Много потрајно. политички одговараш. Много политички одговараш. Конкретно е тоа. Академското е постабилно, потрајно и нема да Дали треба големи ще сме кулиши знаели или тука големи може- гради? Тоа е. Дебели ние книги имаме, да чита? еве, можам да споделам дека ние имаме повеќе студенти еве на докторски студии кои што се жени отколку мажи. И истото и на втор циклус, прв циклус од секогаш мислам дека имало правен економски, секогаш имало повеќе студенти женски отколку Па мажите работат, они заработуваат пари, а жениве така што да учат. мислам дека идеално би било се комбинираат двете работи, и добар изглед и добра академска подготовка. Што би се рекла? Најдобро. И ама гледаш ли, да си они си прават само реклама, дојдете да студирате на факултети, Што дојдете е фино ја Двете работи се достижни. Може еднава да биде, така? Веднаш, тоа е тоа, да Не е знаеш. невозможно. Не ме слуша. Не те слушна, што рече? Не, не, што дека- фино, ја толку паметна, не толку убава, па како си функционира. Па тоа е Па што првиот за? момент. Да, ма снаодлива. Снаодлива сум, Снаодлива, тоа е најбитното, Да, значи да, почетокот што снаодлива го сум. со И година. харизма. Харизма и сладка си, бе, ајде сега. Ма сако ќе доктор ќе почне се. Дајте да ве ставам на ситуација и сакам да Шербет кажам ќе видиш тоа. дека битно е да искористиш приликата и да се промовираш како што тоа го направија, нели, двајцата. Значи се испромовира. Ама они знаат како глене на забдали двајцата. А телевизиски Види ликови како не ги стои, знаат. човече. Овие двајца фини, отмени, Не културни. се Па рекламира. еве гледаш. Ние ко квачки еден со друг не можеме да се чуеме. Вие сигнати. Повелете, ајде. Да ве смирам јас со моите ситуации во кои што ќе ве ставам. Да, чекај се, имам ситуации во кои Сега ќе ќе ве не ставам. ставаш у незгодни ситуации? У незгодни ситуации морам да ве ставам. Роберт, имаш ситуација. Дубај. Шејк ти вика, дојди, јас ќе ти обезбедам и ординација и се. Значи ќе работиш за мене. Значи пари, знаеш колку можеш да заработиш таму по тие цени, ама вика ќе делиме 50-50. Дали тоа е добра или е лоша прилика? Ако дојде фамилијата со мене, значи ако не сум сам, да, добро, одлично, зашто да не? Ќе си оставиш све од тука. Ако дојде фамилијата со мене, а што? Значи, Што те врзува? да, што ме врзува? Дубај е убава за живење, што му фали на Дубај? Ама 50-50%. Да, не, викам. А зашто? Па и 70-30 да е за него. Ако е повеќе, многу повеќе од Зависи од тука. апсолутната бројка. Да, апсолутната бројка. Ако имам доволно да работам со помалце денови, повеќе денови да уживам. Например, да работам 3 дена, 4 да уживам, зашто да не би при одма и 70-30, 80-20 за него. Само дај Боже нека има тако. Нека се јави утре одам одма. Нека се јави добро. Само нека ви. 90-10. И ја ќе му платам, само да отидам со фамилијата. Само со фамилија у Дубај да. И ја ќе му дадам пари. Добро е, сега не на тебе ти доаѓа, сега ваква имаш ситуација, пораснала љупка и вика тато доаѓам јас, значи имам еден дечко, Арна, ама може ли да ми ја дадеш твојата кола, затоа што? Дечкото има кола, ама не ја вози по снег и нема зимски гуминели и не патува во странство затоа што нема зелен картон. Е сега ти што ја викаш, Керко, остај го, ово е лоша прилика за тебе или му плаќаш зелениот Тоа не картон? може да одреди приликата. Или му плаќаш зелен картон и му даваш зимски гуми. Ако е добра прилика, јас како дедо се ќе обезбедам. Озбилно. Па да, ама добра прилика не значи секојаш само финансиите. Па нема, еве Ако вака ако се почитува, однесува ако е добар човек. сопруг, Ако дојде ако со е летна вреден. гума зима, ич не ја допира керка ми, не ми ја носи керка. Зошто? Одма треба да дојде Не одговорен, не одговорен. Не одговорен. Не одговорен. Која? Затоа? Да, да, не одговорен. Каква е таа прилика? Не одговорен на снег што ќе ти Има носи различни керка. ситуации Ао, не. сега за кои што сега вие размислувате на друга, јас на Чекај, друга. они ќе си така да, одговорат, па што они имаат Не секогаш дека треба да биде, не знам, финансиски подкован е добрата прилика. Добро, окей. Син ми почна да ја вози мојата кола, исто немам зимски гуми. Ти?
Да ти го И донесам. сега лоша прилика. ли? Сега Ја- ствараме спонзор од овие со гуми што Чекај, Љубка, да продаваме. ми порасте. Ќе се јавим. Ај, Тука по едно тркало нареден пат да ставим. ке се сториме, ке се зародиме. Васко, сега за Ајде. тебе. Која е полоша прилика? Морам малце да те вратам и таму на политиката. Да бидеш кандидат за председател од спротивната политичка партија или да бидеш кум на свадба на поранешната девојка? Што е полошо? Си што ти одговориш? Кум нема да бидеш, ама ваму ќе го јадеш. Кандидат за председател од спротивна политичка партија не би бил. Не сум сигурен дека би бил и од било која политичка партија. Таа е една поширока тема. А ова второто сега зависи како завршила работата и дали останал некој нормален однос со конкретно со идната невеста. Со сармата. Ако односот останал добар и сега за кум се кани некој што особено ви е близок и ви значи. Кани машкото, значи треба Епа- некој што ќе ти е тебе близок што ќе биде со неа. А тогаш мислам дека не би прифатил. Зашо морам да појасам? Да, тоа со појаснување од кате, да, тогаш не. Ама тоа Мислам дека Знаеш што е не. кум, не стара сватица, Да, кум. не соодветно Кум тат треба кум да е на твојот другар. Значи твојот другар близок да е. Од две лоши што Од одбир. деве лоши што одбираш? Па не, тогаш ќе ако може да Ќе сакам искористам председател джокер, да да не станам. искористам. Повеќе пријател. Да не одберам ниту едно, да не одберам ниту едно. У Дубај ќе одиш. Вај со докторот е, да. Прифаќаме све. Ајде, последно, ама не е ништо чекав, страшно. ајде, ајде, Не е ништо ајде. страшно. Ајде, Не е молим. ништо страшно, значи која прилика е полоша? Од? Да е маж со пари, ама циција, или маж со пари, ама селјак. Леле, и двете се катастрофа. Епа. Ама селјак ми е онака по... И двете се катастрофа. И двете, види. И за Дубај ќе одиш? Јас ќе одам за Дубај. У принцип, јас сум таа која што секогаш сакам јас да ги имам финансите, јас да заработувам, јас да правам, никогаш не сум чекала од никој. И така ги воспитувам, поготово ќерка ми така воспитувам. Така да, не знам дали би погледнала по такво нешто. Значи, преби би било дали е селјак или циција, отколку дали има пари. Значи, јас сум таа која што сакам да ги има парите. Така да не би гледала од тие две. Како? Си цели селјак. Сама ќе си останам. Абе се јавим. Сама ќе си останам. Од две е полошото, кој е полошо? Тебе Не можам. Ашвагандич. Ама нема многу и дипломатски задот. Написи ти Тоа е ашваганда. лошо, не ме зезете. Рекламираш те третива, да. Значи тоа е лошо. Ајде, Еве ти што ќе викаш циција? Боле циција? Ти ќе заработуваш, он нека си биде циција. Он да биде селјак. Нека Ја заработам, он да нека ти биде ги чува селјак. парите. Циција. Пошто јас заработувам, нека биде он циција, за да не ми ги троши. А ако, например, Ама селјак, циција е за собствените пари, твоите ќе ги троши. да не е селјак само нешто. Да не е селјак. Добро, имаме одговор. Време е да ви дадам подароци. Да, таман. И ќе ви го поставам прашање за да вие го размислувате, за на крајот да ставиме заклучок. Значи, дали и кога треба да се смалат критериумите за да се отварат можностите? Значи, дали и кога треба да се смалат критериумите? Давам подароци, а вие размислувајте. 3-4, значи идеме со Ајде, Сара ето Fashion со Home. Како да размислам сега подароци ќе си Да. Дај. Еве, повели. Значи, Кажи. натура терапи. Реков, имаш и ашваганда, да го се смирите. Терапи Повели. све знам што има. Да, да, ти Така, знаеш. не треба. Ја од почетоците на Да. Сите мислам дека јас сум натура терапи. Минфинтек групацијата ќе ви дадат исто подароче. Повели. Па нека ни дадат. Значи, еве го, ти го подарочето ти е таму. Во кешел, Значи, ајде. особовски млечни производи, тука ги имавте, кој си проба, а кој не пробал, ќе си проба дома. Значи, имате и овие се овчи и кашкавал и сиренце. Така, повели. Значи, добра прилика е да доаѓате кај мене во емисија со волко подароци. Добри спонзори имаш. Купус нешто за сармава, Зимски ти фалат. Само И таманки. сарма. уште како? Купус за сарма. Е, па тоа некој друг нека донира. Добро. Да. И гуми. Значи, клоше, полска знам да ја козметика. виткам само. Да, повели. Чекај сега да видам, тука имам и паучери. И од кај ги вади? Гледаш ли? Од кај ги вади од Да сега има перница? можности, да. Значи, Urban Life имате 25% попуст, Дај ки ми подела. вели. Данике. И нешто Ајде. ново, Оксизен, Кај ќе не знам дали сте чуле за хипербарна комора.
значи за подмладување, за добро здравје, за имунитет. Еве ќе се подмладам конечно. Да, прво ќе пробаме со хипербарната комара, ама исто така е добра и да речеме после операција за зацелување на рани и многу пократко трае тој нели Поготово за постоперативен. периферните делови, Така. збогатува циркулација и е препорачливо. Само треба да се види зависност на колку бари се става, треба бар. Сега колку ќе му дадат спонзорство, па после ќе видиме дали се добри или не. Ќе дојде ќе проба па ќе види, да. Повели и си имате еден саат да си полежите и да си се смирите, или да си подразмислите. Така. Со ашваганда. Со шпагандата. Со ашвагандата заедно. Со све ова. Со све спрем. Што земавме. Добро, значи бидејќи дојдовме до крајот, ајде да го слушнам одговорот на последното прашање. Значи дали Дали и кога треба да се симнат критериумите за да се отворат новите можности? Не. Веројатно кога ќе видите дека веќе немате прилики. За работа зборуваме. За било што. Да. Затоа што висок критериум може да биде и дека јас сакам перфекционист сум и сакам нели да го достигнам она некое врвно ниво, па да се средат работите, па тогаш да почнам нели да действувам или значи кога би требало да се смалат критериумите за да се отворат? Кога би можности? требало или дали би требало? И кога и дали? Да. За дали не. Јас би одела секогаш погоре и погоре, затоа што како ги спушташ, па тоа може да се злоупотреби и можеш да се зезнеш. А кога ги качуваш, си држиш едно ниво и пак ти е и тука можеш да се зезнеш, да останеш без разлика, значи не правиме муабет само за партнер, правиме муабет и за работа, така. Па на бизнис тема ја префрлив. Да, на бизнес сме сега, не сме на сармите. Така да може и тука да се зезнеш или може па да фатиш нешто многу потруло од тоа што си го очекувал и од тоа што ти се можностите. Така да мислам дека не би одела на тоа. Би одела на или да останат или да се качат уште повисоки. Добро, Ненад, како Па критериум? неверојатно кога сметаш дека таа прилика ти е добра, па малку и да ги спуштиш критериумите. Но не тоа да значи дека нели треба да се вратиш назад. Него едноставно за да ти се да влезеш во таа работа која што сакаш, Па после ако ќе им зборуваме качиш. за И работа, па после, после ќе си сак! качиш ти. Доколку последуваш квалитети, така ли? Добро. Максимално да пробаш што можеш да направиш. А ако не успееш, тогаш реално е минимално да се симнат тие критериуми. Бидејќи ако збориме за бизнис, тоа е веќе и алчност. Значи треба да се знае до каде е нивото што те прави среќен. Времето слободно е непроценливо. Тоа е она што се стремиме што повеќе да го имаме. Работиме за да уживаме. Не може да уживаш ако си по цел ден на работа и колку сакаш да работувај, ако работиш 7 дена, некој друг ќе ти ги троши парите. Сега не знам дали ќе ти цијава или Си имаме што и различно размислуваме. Да, добро, да. Он убаво го кажа тоа. Јас на пример за да ги симнам ќе треба да дозволам да играм било што и било каде, ме разбираш? За бизнис ако правиме мало. Па види и во моето, значи јас треба да идам по козметички студија како некои колеги што идат и да боцкам по козметички, тоа е да ги симнам и моите критериуми. Да. Добро. Не да подпишувам со некој, да подпишувам со клиника, каде што ќе биде тоа легално и ќе има договор на дело и не знам што, тоа е веќе си мијање критериум. И во моето е исто како да играм на шипка. Да, исто е како да играм на шипка. Да. Исто, ама не е исто. Исто, ама А не е. и тоа не е лошо, Ја пошто нели се за да само можеш да монтирачки се. Има само монтирачки за дома. Треба ја раца. Васко, сакаш да заклучиш, да после да поставам уште. Па заклучи вас да се гаси светло. Веројатно, да сумираме од претходно кажаното, дека Добри сме, фала. некогаш, ако останат високи критериумите и немате никаква друга прилика, било за бизнис или за што, веројатно треба да се адаптирате на реалноста. А ако во реалноста не е можно тоа што вие сте си го замислиле, тоа веројатно треба да го адаптирате вашиот мајндсет и желбите и критериумите, така што мора, таа е вечната дилема сега, дали орална гранка или врапче во рака, веројатно треба да се соочите со реалноста да видите што е можно. Уметноста е да го добиете она што е возможно. Ако критериумите се невозможни и никој не може да ги исполни и ниту една прилика не може да биде согласно вашите критериуми, тогаш треба или да ја смените реалноста или да ги смените критериумите. Или да отидеме во Дубај. Или да отидеш во Дубај, Например. така. Ептен ако мора, а ептен ако мора. Високи критериуми, сватиш дека не се тие, ќе ги спуштиш нормално. Ама ако си у граница на нормала, не значи дека бегаш од себе, нели, него дека буквално. зависи за што. Последново се договоривме. Те се договоривме толку, сега на крај само да заклучиме. Широк консензус. Само уште еднаш да заклучиме дали ако Роберт игра на шипка е добра прилика да го гледам.
Во Дубај? Тето во гости. Во Дубај. Да ги врземе сите муавети се. А јајти со сарма? Ај, за мене нема врска, ама докторот заиграме шипка би била хит. Би размислила. Нели? Со летни куми да одиме? Фала ви многу што бевте мои гости, значи ја уживав. Се гледаме следната недела. И на крајот да им се заблагодарам на оние без кои немаше да можеме да ја реализираме нешто конкретно. Осоговски млечни производи, Mint Fintech групацијата, Sara Fashion Home, Natura Therapy, Candy. За декорациите ни е заслужна кај Романка, тука ни се и Urban Life МК и Oxyzen. Се гледаме во следното издание. Поздрав!